Почитувани, добар ден, браќа и сестри, македонски соборници. Јас сум Тони Апостоловски, како што гледате, реален лик, не сум бот, не сум лажњак. Сакам да ви информирам за следново. Наназад, 16 недели со ред, во 18 или во 19 во почетокот часот, организиравме протести, каде што ние, народот, односно македонските соборници, го креваа гласот против ковид мерките и присилната отровна инекција. Така ќе биде и оваа недела, во 18:00 часот, на плоштад Магнолија, како и секогаш традиционално. Овој пат ќе се обидиме да стапиме во контакт со доктор Сладжана Велков, видеоконтакт. Колку ќе успееме во тоа, не знам. Не зависи од нас, него од службите ако ни го дозволат, затоа што може да го злоупотребат интернетот. Меѓутоа, се јавува еден проблем од сосема поинаков карактер. Сега, кога на администрацијата му здожежа, односно кога невакцинираните во администрацијата се најдоа засегнати од новите ковид мерки кои што ги навестува нашиот господин Филипче, се обидуваат низ цела Македонија стихино да се организираат протестантите кои што јасно ќе го дадат својот глас против ковид мерките и присилната отровна инекција. Тоа е сето во ред. Меѓутоа, да прави некој паралелни протести, како во Битола и во Скопје. Само таму имам информации за двата градови. Конкретно за во Битола е најавен протест во сабота, во 17 часот, со почеток од пред офицерскиот дом. Значи, се спротивно од она што ние 16 недели сме го правеле во град Битола. Кај нас протестите беа од плоштад Магнолија, ќе си кажевме што имавме да си кажеме, и се движевме кон офицерскиот дом во Битола, односно низ Широксокак дефилиравме. Некој, не сакам да навлегвам, дали од знаење или од незнаење, намерно ги руши и онака кревките битолски протести. Човеку, кој да си ти, од каде и да си ти, затоа што повикуваш на протест, ќе дојдам, ќе дојдиме и во сабота, ако ништо повеќе да ве видиме кој е организаторот. Затоа што, на еден сличен ваков повик, излеговме само 13 души, во летото беше, и сите се прашувавме кој е организаторот. Кога констатиравме дека ниту еден од нас 13 души не е организатор, тогаш излезе вашата прљавштина, вашиот класичен идиотизам. Ќе дојдиме и во сабота. Јас ќе дојдам. Ви ветувам. Баш сакам да го видам организаторот на самиот протест. Зошто? Не е проблем. Дојдете, приклучете се кон нас. Ако неките вие да се приклучите кон нас, ние ќе се приклучиме кон вас. Меѓутоа сакаме да знаеме кој е организаторот на протестот кој што го закажавте на Facebook во сабота, оваа сабота во 17 часот, пред офицерски дом. Да видиме што имате вие да порачате. Доколку некој повикува на протест, треба да застани машки и да речи јас сум тој што го организира протестот. Ние застанавме, 100, 200, 300 луѓе колку сме таму, секоја недела, и му кажваме јасно на целата македонска јавност. Браќа и сестри, ние сме народот на Македонија. Организирани во ние народот, како македонски соберници. Нема кај нас лидери, како што гледаме во Скопје, ви повикуваат партиските лидерчина, неизживијаните на протести, организатори. Па видоме што се случи во Скопје. Политичари, тргнете ги рацете од протестите. Политиката ќе се работите во собрание.
додека ние се бориме за гол живот. Вие на огно фрлате бензин. Срам и арам за секој од вас. Погледнете се, ако имате образ, во тоа ѓоновите ваши. Немојте да минирате било какви протести. Ако можете, излезете и дајте вашата подршка. Меѓутоа, вакви ниски удари не одат на добро. Уште еднаш да се повторам. Протест, Македонски собор во Битола ќе има, како и секоја недела, така и ова недела. Македонските соборници ќе излезиме и ќе го кажиме, ќе окрениме својот глас против ковид мерките и присилната отровна инекција. Во 18:00 часот на плоштад Магнолија. Ќе се повторам, гостин ќе ни биде доктор Слагжана Велков со видео контакт преку видео комуникација и потоа ќе продефилираме низ широк сокак, исто како што дефилиравме во изминативе 15 недели. Ќе дојдам, ви ветувам, и во сабота на тој што повикува за протести, било кој да е, да видиме кој е и што е. Не знаете кој сме, што сме. Не гледате и се сопнувате од нас. И по широк сокак, и на плоштад. Не може никој жив да му убеди дека достега не сте слушнале, дека 16 пати ние народот организира македонски собори секоја недела во 18 часот. Да не должа многу, бидете храбри, бидете единствени. Излезете во недела во 18:00 часот да се бориме за животите наши, на нашите блиски, на нашите семејства. Сега за сега би имал толку, ако излези нешто, ќе се слушниве повторно, за жал само овај ни е медиум, ќе се информираме преку него, колку ќе стигниме до македонските соборници, не знам, меѓутоа ве замолувам, споделувајте го видеото, за да стигне до шо поголем број на македонски соборници. Скопјани, вие имате протест во сабота во 17:00 часот. Денес прочитав некој вас ви организира протестен собир во недела во 12 часот. Дајте, координирајте се. Координирајте се затоа што веќе назад нема. Овие веќе почна да посегнуваат по нашата екзистенција, по нашите работни места. Јас, пример, за себе си се земам. После 35 годишен работен стаж, ќе дојди некој партиско директорче во РЕК и ќе ми речи: од денес не можи повеќе да влезиш на работа, затоа што тако су рекли, како што веле на времето од Београд. Нема да се предадиме по никоја цена. Имаме одговор за се, она што ни го спремате. Ќе го слушните и ќе го видите набрзо. Уште еднаш, секој е добро, се гледаме во недела во 18:00 часот, плоштад Магнолија во Битола. Се другото, сега за сега, бидејќи во скриена форма, е лажно, наместено и за мене спрема мене нечовечки, одвратно, доколку го местат службите овој протест во сабота. Се гледаме недела 18:00 часот, плоштад Магнолија. Ви благодарам на вниманието.